Младиот охриѓанец Наум Смилевски е ученик во втора година во Општинскиот електромашински училишен центар Свети Наум Охридски и од мали нозе покажува интерес за електрониката. Додека неговите врсници се занимавале со играчки, тој сакал да му купуваат електронски компоненти. Уште како основец изработувал некои сложени електронски кола, а интересот за електроника продолжува и сега како средношколец, со учества на бројни надпревари од каде се враќа со освоени први места. Голем практичар е и секогаш се надпреварува со проект модели. Со Наум поразговаравме за неговите почетоци, љубовта кон електрониката, значењето на овие признанија за него и неговиот образовен пат во иднина. На почетокот, кој е Наум Смилевски? Накратко, твоја лична карта. Јас сум Наум Смилевски, учам во средно училиште Емуц, втора година, имам 16 години и од секогаш ме интересирале електроника, компјутери и тие работи. Интерес за електрониката покажуваш уште од мали нозе. Кажи ни од каде желбата за вакво нешто? Дали имаш некој од твоите блиски што се занимава со нешто слично? Од секогаш ме интересирале тие работи, биле како фасцинантни, како тоа све работи, како се поврзани и од дома моите така, како татко ми, вујков ми и другите се електроинженери и тие доста работи имаат научено од пред тоа. И од на интернет што имам најдено доста работи. Уште во основно имам доста работи правено, пример во 4-5 деление имам доста работи и кога во прво деление, второ кога правевме струјни кола, гледав нешто необично да направам, како да видат таму како нешто што не е исто, што не може да се види секој ден. Зад тебе се бројни учества на надпревари, од каде речиси секогаш се враќаш со први места. Најновото е признанието на годинашното издание на Макинова за млад иноватор. Кажи ни нешто повеќе, со што се представи таму? Оваа година на Макинова таму се представив со машина која што црта и сечи и пишува како процес во исто време и со цел да се автоматизира некоја работа, например, да се нацрта и да се повторно тој материјал да се пресече. Првичната идеја беше само обично ЦНЦ кое што ќе црта на мало ливче, па повторно сакав тоа да го напредам, да додам нови процеси кои што понатака ќе извршуваат и други работи. Сакав да му ставам исто така и ласер место пенкало, но поради некои работи на царина не го пуштија и морав да го оставам пенкалото, но додадов затоа и процес кој што ќе го сечи истиот тој материјал подоцна. И проектот е изработен од материјали, како например за погонскиот дел се ставени шини од фиока, ставени се различни микроконтролери и други електроники што се потребни за тој процес. Самото ЦНЦ е изработено од искористени делови од стари компјутери, како што се дело за читање цедиња кој што има натре мали моторчиња кои што се баш потребни за прецизност, со цел затоа што кај компјутерите е потребно прецизно да се прочита CD-то или DVD и затоа беше потребен тоа за да нацрта како што треба. Претходно 2 пати учествуваше на школата за млади физичари, 3 пати на државниот надпревар на младите истражувачи од Република Македонија, како и на меѓународен надпревар во Босна и Херцеговина. Кажи ни за признанијата од овие надпревари, што имаше изработено и што тие значат за тебе? За мене овие признанија беа како едно ново искуство, секој нов надпревар е ново искуство, се стекнуваат нови пријатели, нови другари кои што имаат слични интереси и секој надпревар е како нова авантура. Може да се најдат и други идеи. Имам направено прв пат кога бев на надпревар на народна техника во 2023 година беше. Имав изработено Теслин трансформатор кој што не очекував дека ќе го направам прво, но го изработив и беше фасцинантно таму тоа, како не беше ретко да се види нешто такво. И на луѓето таму беше фасцинантно и освоив прва награда. Теслин трансформатор е како трансформатор кој што место железно јадро користи воздушно јадро и може, ако се стави, например, неонка, таа ќе свети на одредена далечина од самиот калем кој што е. Може да се пренесе бежично некаква енергија. Да видиме, пример, ако се доближи некаква сјалица, таа ќе свети. Тоа беше фасцинантното кај луѓето таму.
Друго, на млади физичари пред првиот пат кога бев имав изработено јонски мотор кој што користи висок напон со цел да ги забрза атомите, молекулите од што се наоѓаат во воздухот и да ги како воздух да направи, да како ветер што ќе понатака може свеќа да изгаси. И тие мотори се користат доста често во како сателити или тие работи во вселената кај што нема воздух и не може да се стави и се многу повеќе ефикасни за таа работа. Ако не треба многу погон, се многу добри. Кај јонскиот мотор беше фасцинантно тоа што успеавме да издвоиме јонската плазма со високонапонски лак, што може визуелно да се види како ако е во темно. На овој надпревар, последниот што беше од млади физичари, настапив со проект на безжичен пренос на електрична енергија со помош на патна индукција, каде што е објаснат патот на Фарадеевиот закон. И прво се занимавал Майкл Фарадеј, а потоа и Никола Тесла со тоа сакал да го направи. Дали освен ова имаш и некое друго хоби? Најчесто со моите другари со велосипед се возиме, например, на офроуд или нешто така, излегуваме навечер и тоа е. Немам како баш како спорт, како хоби, тоа. Повеќе се занимавам со електроника и со хардверски дел, повеќе ме интересира од таа работа на компјутерите и било тоа. Сега си средношколец, но кои се твоите планови за во иднина? Дали знаеш каде ќе го продолжиш своето школување? Да, имам размислувано за што понатака. Најверојатно ќе одам за нешто поврзано со електроника или на смерот електро во главно ќе биде, само што уште не сум точно одлучен за што ќе биде тоа. Тоа што ме интересираат и доста работи и што точно не сум уште одлучен, ама ќе одлучам наскоро вајда. Има време. Има, да, уште 2 години до 4-та.